nudistička plaža? Ne, ja sam... Kako ne li je sram? Osven to, maškata golutija je neestetska. Aj, сега nemojte. Ove, molim, nemojte da mi zboruvate za statuite, tije se od mermer, vije neste. Ама видите, јас не сте разгологазувам да се туку само соблекувам да... Много убаво не сте се разгологазувале, туку сте се соблекувале. Па нема да се капам облечен. И тогаш нормално ќе се соблечете пред сите намерно. Извинете, не ме видов. Затоа што не погледнавте наоколу. Погледнати... И што ме видовте каките долу, нели? Господи, Не ми биоѓе, ќе викам! Ама да ви објаснам, господи! Да ми целувате! Господи, господи! Немојте да се занесувате, господи, знаете? Нихао! Добар ден, нихао! Нихао! Добро вечер! Бај чао хао! Што правите вечер? Бај чао ми чуашамо? Бај чао ми чуашамо? А исклучи го вокменот. Мом? Исклучи го вокменот! Човек овде доаѓа да најде малку мир. Исклучете го вие тоа вашето. Препотентен простак. Туф. Вашето мислење задржете си го за себе. А малку да се разгалогазама. Екзибиционист. Ама видите, ние одека сме сами на плажа, сме сами. Ние сме овде сами, зашто не си прави друштво. И како да ни имамо раја, ние будете сами. Што ви? И за да не ми гајле. Ама вие плачете. Плачам, па што? Нешто ме мачи? И тоа да му го раскажам на екзибиционист кој што се мува по плажи и досадува на осамени жени. Господи, јас не сум екзибиционист. Сите екзибиционисти имат вака избезумен поглед. Ќути, морам да донесам
пак плачете? Забрането е. А што ме мачи љубов? Ај легни, сонче се. Може би ќе изгориш на сонце и нема да бидеш веќе така среќен. Смирете се, бемо, смирете се, бемо. Ај ти е срам. Што? Го користиш моментот на мојата слабост и ме пипкаш. Ме пипка. Оба, видите, не можам да гледам жени која плаче, ајде, бемо, Ајде, доста. Доста! Место вака да се ме имунисувате, порно би било да внимавате. Добро, да внимавам на што? На тоа каде паркирате. Сигурно на тико горе оставено на сред улица е ваше. Добро, како можете така да паркирате зад кривина на сред улица? Не, тоа моето тико си е под дрвета, под сенка горе. Ајде, Кју ти кажи фала, добро си помина, како ми беше напупено, може парчиња да го направам. Ама видите, моето тико беше под дрвија, под сенка ми е. Па само малку го закачев, малкуцка. Ама гледайте, не е тоа, моето тико не беше на улица, моето тико е под дрвјата, под сенката. Остана таму едно 20 на метра горе од плажата. Ама не... Газ ново тико, види! Па бе уште не беше на прв сервис. Па кога имате ганц ново тико, треба да внимавате каде го паркирате, а не да го пупите зад кривини. Не беше зад кривина напупено! Беше под дрвјата, под сенка! И со која брзина вие влеговте во кривината? Па да речеме со средна. Зошто се облекувате? За да видам колку сте оштетиле колата. Мојата кола скоро нешто многу малку. Ајде! Да, но во секој случај ќе треба да ми ја платите штетата. Јас! Па да, вашето тико беше парчела Марина, тоа и си остана. А јас порано бев среќна жена. А сега? Што ми е гајле што сте биле вие порано? Сите вие мажи сте исти. Кога во прашање ауто станувате дивјаци. Знаете ли вие што значи тоа тико за мене, а? Знам, сигурно многу повеќе од едно нежно, женско, човечко срце. Ајде тргнувате, мајде! Си дојдов ваму мирен. Си дојдов да си уживам на сонцето. Дошол ваму мирена, јас дојдов скршена. Здробена сум сега. Знаете што? Многу ми е кејф за тикото. Тоа ќе ве научи да го потребувате само кога треба. Ајде! Да? А како да дојдам до овдека со параглайдер да дојдам? А кој ѓавол ве тераше да доаѓате до овдека? Да си ги смират нервите! Супер! Сите што сака да си ги смират нервите, доаѓаат ваму и се редат со колите на сред пат. Тарапана! Знаете што? Тек сега ми е многу кејф за тикото. Знаеш што? Што? Да не си женско. Што би ме распали? Знаеш ли што ќе ти направам? Да не си женско. Знаеш ли што ќе ти направам да не си женско? Ајде, удри! Што мислиш не? Удри, ајде! Мислиш не? Ајде, удри! Ајде, удри! Има и со карате, значи. Уф, каков ден! Ваму дојдов со така средени, смирени мисли. И одеднаш искрснуваш ти и целиот мој систем за размислување оди во неповрат. Добро, како можев да размислувам пред гол маж, а? Ајде побрзайте, ќе ве префрлам до градот. Нема потреба, си имам ја своје ауто. Имавте. Life is a moment of space.
Целата бев некако така. Не го видов стопот. Леле, да знаеш колко е разпарчив колата. Ако сте разпарчили како мене, скршени 3 ребра, бубрезиве смачкани, контузии по цело тело, рака скршена. Заби? А само 3. Имаше среќа. Да, не заврна. А не, можеше да загинеш. Требаше да имаш малку побрзи рефлекси. Јас? Па побрзи рефлекси требаше да имате вие управувавте. Имав, јас го пушти воланот и се склопчив. Затоа ништо не ми е. А вие? Вие останавте еве вака на место вака. Вџашен, здрвен како кив вака. Треба да бидете внимателен кога се возите со една дама како... Никогаш повеќе нема да влезам во автомобил со жена која што вози... Малку бев нервозна, извини ти се, молам. Да, затоа што вие малку сте биле нервозна, јас треба да останам 1 месец во болница. Ако нема никакви компликации, месецот ќе помине за час. Губам 3 конгреса. Уште одиш на такви глупости? Јас сум симултан преведувач. Ма добро, како можете да ги пратите тие будалаштини, а? Ама не ги пратам, јас ги преведувам. Ама овде ви е вака многу поубаво. Овде ви е поубаво. Гледайте колку ви е убаво. Добре. Опуштен си. Си лежиш. Па погледот повеќе не ти е избезумен. Вака убаво никогаш во животот не ти било, нели? И за ова треба да ви речам фала. Нема да. Се случи, готово. Тоа е тоа. Ви донесов портокали. Портокалите секогаш се носат на болни и на затвореници. Види, јас не сакам портокали, носи ги дома. Нека ви ги истерат полните со витаминчи. Мразам портокали, не може да ги гледам. Ти мене ме мразиш. Тој мене ме мразел. Чудно. Обично им се допаѓам на мажите. Треба да ја бахнувам земјата по која што газите. Не барам толкава благодарност, ама би можеле да бидете така малку пољубезни. Ако тоа ви представува некакво задоволство, нема да ве заворавам никогаш. Никогаш до крајот на мојот живот. Ке те посетувам секој ден. Не треба. А не ми е тешко, не? Ако... Страдаш? Не. Не страдаш? Жал ти е? Ама не тогаш ако не страдаш, ај насмеј ми се. Да знаеш, мене колку ми беше тешко да дојдам еве овде во оваа болница. Знаеш, болниците на мојата психа делуваат така депресивно делуваат. Еве, додека стојам овде и го гледам баш овој кревет, си мислам, Господе Боже, колку ли луѓе умреле во него. Бруно? Името ви беше Бруно, нели? Бруно, душо. Ова моје внимание вам сигурно ви причинува огромно задоволство. Знаете
што? Јас што некого прегазам, веднаш го носам во болница. Да, и му носиш портокали. Да, и му носам портокали. И тоа често ти се случува? Бруно, знаеш како е? Метеш. Пешаците постојано преминуваат преку улица, кога најмалку ги очекуваш. Ете тие, што ќе го видат зеленото на семафорот, веднаш јурат како стампедо преку зебрата и баш им е гајле, пројдем јас со мојата автомобил или не пројдем. Оу, ба вам ви е супер тешко, бе. Па ете така се снаоѓам некако. Бруно! Волека само. Како тоа ти вака згоден мажа не си женет? Мора да си опасен заводник, Не, повеќе сакам да ме заведуваат. Ако мислиш дека сум дојдена овде да те заведувам тебе, гадно се лажеш. Не, вие сте дојдени овде да си ја смирите совеста. Мојата совест е совршено мирна. Збогум, драги Бруно. Бруно! Од полицијата бе овде? Од полицијата не, а зошто? Господинот што управуваше со другата кола загина. Остана на место мртов. Прекрасна смрт. Бидејќи имаше мртви, Вие ќе си имате проблем. јас? Ау, се надевам дека нема. Впрочем, драги Бруно, јас дојдов овде да ве замолам, ако може пред они од полицијата да ја потврдите мојата изјава. Вашата изјава? Да кажеш дека ти возеше. Дека Возеше. Бруно. Доктор! Бруно! Ти возеше, Бруно! Бруно, ти возеше! Ти возеше! Не се сеќаваш! Ти возеше! Слушај ти, господи. Слушам и никако не можам да разберам зошто новинарите се нафрлија така на вас. Драги Бруно, вашето име е по сите весници. По сите весници со големи букви. Ве нарекуваат злосторник, криминалец, а не клетник кој што само го привиде знакот стоп. Ама ви да не се секирате, јас ќе му кажем на мојот адвокат да интервенира. Марш надвор, краво! Ве молам, викајте ме како и сите мои пријатели. Ева. Како можеш да кажеш дека во времето на насреќата јас возев, аз? Како можеш да кажеш дека јас возев? Морав, Бруно. Морав. Јас не смеам да возам. Ми одведоа возачката. И сега
сега ви се молам, замислете. Јас без дозвола, па несреќа, па 100% ќе завршам во затвор. Ама, ви се молам, вие не грижете се, јас ќе ви ја докажам мојата благодарност и ќе ве обештетам. Ви донесам портокали. Портокалите секогаш се носат на пол. Ја и на затвореници. Ама јас ги вразам, носи ги дома. Нека ви ги исте да полници со витаминчиња. Мразам портокал. Зошто сте така скиснат? Па ајде ви се молам, па вие не сте осудени доживотно? Па годините брзо поминуваат и вие на овој затвор ќе се сеќавате како на еден многу убав спомен. Ми го одзедува и пасошот. Ајде да не треба тоа да се прави нека голема трагедија. Ај насмеете ми се. Леле, колку сте убав кога се смеете. Ајде. Ама видите, јас ве мразам. А вие сте ми така симпатични. Ајде. И немојте случајно да помислите дека мене човек може лесно да ме задоволи. Не! Мојот вкус е мошне строг. Ева, например, мојот маж. Мажена си! И што вели маж? Ау, на се до тоа. Ништо. Нормално не му кажав. А порано не беше така. Знаете, меѓу нас немаше никакви тајни. Сега, вистинска бездна, Бруно. Мојот брачен живот е трагедија. Оне утро кога се сретнавме на плажата, јас помислував на самоубиство и... Ей, штета. Што? Штета што само сте помислували. Ама ти ми помогна, ти ме спаси, знаеш, откако те познавам тебе, јас се чувствувам така некако поинаку. Јас исто. И ете тоа што се грижам за вас, тоа што се грижам за вас, станува некако смисол на мојот живот и јас просто без вас веќе не можам и вие просто... Вау. Вие сте сами? Ево уште 20 има таму. Мислам... Сами живеете дома, домче, а? Има малечок стан. Прекрасен стан имате! Како знаете? Вчера бев накратко. Вие зашто? За да ви донесам чист веш. Леле, Боже, Бруно, каков неред! Плакарот, полиците. Маж на вистина не би требало да живее сам. Имам жена што ми чисти. А немате повеќе, јас си дадов отказ. Со кое право? Постојано разговараше на телефон, меѓуградски. Како влегавте во станот? Со клуч? Со клуч ми го даде вашата газдарица. Леле, Боже, што е тоа една фина жена. Знаете ли вие колку ви беше жал кога разбра за несреќата? Таа вели дека постојано ви зборувала да внимавате како возите. Сигурно не и кажувате дека сум во затвор. Нормално. И кажа. Ќе ме избрка. Вашата газдарица ми е така една дискретна жена, нема шанса. Ама ќе добија водка. Ја ви кажа ви на Јулија. На Јулија! Каде ја најде Јулија, како и кажа на Јулија? Телефонираше додека јас бе по станот. Замислете, што правите дека сте во затвор, веднаш кај спушти слушалката и тоа е нека солидарност. Добро, која е таа девојка, ваша женска, што ви е таа? Ќе те задам. У која ви е? Ќе те задам! Ќе те задам, вие нека сум во затвор, ќе те задам! Имаше барем некакви чувства кон вас таа Јулија, нека... Дигни ме слушалката, не те слушам! Не те слушам, дигни ја! Нека пушташе слушалката што брат дека сте во затвор, освен тоа таа Јулија е мивка! Слушам!
секогаш ми е многу мило што систематски ви го уништувам. Види го вешот. Бруно! Ке забораве. Ви донесов и пена за капење. Ставете ја во топла вода 5 минути пред да влезете во кадата. Збогу ми, и немојте да ми се лутите. Жал ми е што си одам, а не ви го кажа понешто. Одам, не сакам да ви го кажам. Мислам, вие и самиот го чувствувате тоа, нели? Ама добро, како можам да ви се доверам кога вака ме гледате? Ај, насмејте ми се барем малку. Да. Да. Ве сакам. Стража! Ве сакам! Стража! 100% ве сакам! Стража! Дайте ми ме колку ве сакам! Водете! Водете, стража! Па? Што велиш, а? Виде дека ти извлеков од затвор! Виде! Овде сигурно ти е многу поубаво, а? И како се чувствуваш сега овде? Немам јасна слика. Постојано спијам, ми се спие. Ако ти се спие, спи! Спиењето многу добро ќе ти дојде. Сега сум мирен! Мирен сум сега! Кога ме донесоа, немам сега сум мирен! Кога ме донесоа, урлав и се дерев на цел глас. Добро си сторил, Бруно. Ти треба да ги убедиш докторите дека ти не си нормален. Потоа ме врза и ми дадоа да голтам некакви апчиња, црвени, жолти и зелени. А сега си мирен? Мирен кога ме донесоа не бев. Сега ако викнам, веднаш да трчуваат и ми брцат, ево кај лекција, ево. Тоа е за да се смириш, бе, драги Бруно. Знаеш што? Психофармацијата, портокали, психофармацијата денеска прави чуда. Дур да трепнеш, лековите го менуваат човекот. А освен тоа, драги Бруно, тоа и за твое добро. И јас се чувствувам многу горда што успеав да те сместам во душевна болница. Лудница. Лудница, но во онаа несреќа еден човек изгуби живот. Значи, во прашање е убиство. Вадење како? Треба да се луд. Судот ќе биде благ и ти си на слобода. Сега само треба да знаеш како да се однесуваш. Како? Колку долго ќе останам овде? Како да се однесуваш? Како?
како да се однесуваш или колку долго до... Знаеш како треба да се однесуваш? Ако ти се вика, викај! Колку си побудала, толку поарно! Ама јас кој ми ја зборувам вистината, никој не ми верува. На вистина? А ти што им кажуваш? Дека оној ден, кога беше несреќата, не возев јас! Одлично! Ти само така продолжи, сите ке веруваат дека ти си луд, ние на кон сме. А колку долго ќе останам? Па сега тоа зависи од лекарите. Само те молам, внимавај да не претераш, зашто може никогаш да не излезеш од овде. Биди малку луд, опасен, ама не премногу. Јас опасен. Па човек кој што предизвикува тешки сообраќајни несреки мора да е малку опасен, нели? А како тогаш вие мирно се шетате? Па каква врска имам јас со тоа? Јас сум само една жена која нема појма. Знаете ли што требаше да направам оној ден кога ве видов на плажата? Требаше нежно да ви приидам. Со две раце да ве фатам за вратот. Да те подигнам од мајчичката ти земја. Да те однесам до водата. Да ти седнам на грбот. Со едната нога да ти ја притиснам главата. И да чекам додека кломбурците не престанат да излегуваат. Бруно! И не уште поарно. Да земам две пушки и да те убивам наизменично, пичка ти материна кога. Бруно, душо! Не треба пред мене да глумиш дека си луд! Јас сум будала и луд! Јас само некој нека ми ги отврзи рацете! Некој нека ми ги отврзи рацете! Јас сум будала и луд! Нека ми ги отврзи рацете! Рацете! Добре, дојде. Вие не сте нормални. Дојдов да ме дочекам. Не требаше. Мислев дека ќе ви биде тажно доаѓањето во празен дом. Каде е стариот Невел? Кој ви рече дека излегувам денес? Мојот адвокат. Впрочем, нели, тој се реди да ве отпуштат. Му требаше долго време. Кажи фала. Има луѓе кои што никогаш не излегуваат од лудница. И за ова треба да ви заблагодарам, нели? Да. Господи, одете си и никогаш повеќе да не ме видам. Ма ја само сакам да го поправам
злото, што не сакајќи ви го нанесов. Јас мислам дека после толку долго време вашиот стан треба да се реновира. Еве погледнете сведено, добро што правите. Добро ќе си одам. Ќе си одам, да. Само да извршам прво предавање. Еве, овде ви се писмата. Ништо значено, ги платив сите сметки. Ја платив и последната рата за вашето глупаво тико. Повелете седнете. Благодарам. Ке ви се предам се по пошта, а ве молам сега станете и одете си. Телефонираше Јулија. Јулија. И реков дека се враќате да се јави да се договорите. Зашто? За состанок. Мислам, вие долго време не сте биле со ниједна жена, па јас помислив така малко. Видите, тоа се проблеми што обично си ги решавам сам. Сам? Сакам да кажам дека тоа се проблеми што знам да си ги речам сам. Ама јас само мислев да ви се најдам, нели вие долго време не сте биле со ниједна жена, вие сте млад човек, освен ако не сте... За секој случај, јас припремив и вечера за двајца има во фрижидерот има и шампањско. Леле, колку обожувам шампањско после водење љубов. Ај пред тоа. Ајде. Господи, ако не си одите веднаш ке ви сврлам из прозорец. Ви посакувам да проведете пријатна и жестока вечер. Се надевам дека утре ќе бидете помалку нервозни. И побрзайте ме, молам, сакам да се капа. Сакате да ја припремам мајка? Не! Да, мислам да разбирам. Да. Секој момент ќе дојде Јулија. Не сте ја виделе долго време. Ја почувствувате незината близина, незиниот мирис. Кој мирис го употребува Јулија? Знаете ли вие дека кај жените е многу важен мирисот? Еве, например, мојав. Мажите велат дека е многу секси. Ако веднаш не си одите, ќе ве изфрлам надвор! Ето што таа рака ве боли, вие не ќе можете да се откопчате кога ќе дојде Јулија, затоа јас ќе го откопчам да бидете спремни. Немојте ме допирате, ме молам. Ма вие мене ме допирате. Ако! Добро. Како сакате. Си одам. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Добро, после се, нема ни рака да ми пружите. Ама што правите, ви се молам, чекайте, јас сум мажена жена. Да се јас не, да ви кажам ништо, јас сум мажена жена и ние не смееме сега ништо да... Шлите од копчего, од копчего ќе му Одлично е. Затоа што е направено со љубов. Мајстор си. И во кујната си мајстор. Знаеш што? Стрека старата што изгоре. Нова кујна е вистинско задоволство за секоја домакинка. Знаеш, во на старата се чувствуваше дека тука никогаш не била присутна жена. Добро, ти не чувствуваш потреба за женска рака во куќава? Кога ми требаше се снаоѓав. Ајде, несните жени го греат креветот, но не и срцето. Ама не, ми помага и други работи. Читање, возење велосипед. А Јулија? А она Мивка од Јулија? Не жалиш за неа? А?
Жалиш или не жалиш? Ау. И... Не жалам. Од кога те сретнав тебе, мојот живот има поинаков смисол. Знаеш, мажот ти мора да е тежок глупак, што му се откажува од твојата љубов. Тој е егоист како и сите мажи. Ау. Чорап, ама полни е одмарот. Да, со кратки бени како што... Маж што држи до себе мора да носи долги и еднобојни. Ева, ти постојано нешто ми подаруваш, а јас тебе... Не вистина, миличок, не вистина. Па нели ти мене вчера ми подари рози? Јас ноќеска кога се разбудив во 2, ги гледав и беа прекрасни. Бруничка? Да? Дали ти некогаш се будиш ноќе во 2? Знаеш, мене во 2 ме спопаѓа едно такво силно чувство да ти се јавам и да видам што правиш. Во 2, ева. Во 2, обично спијам во 2. А јас кога би ти телефонирала, би те разбудила? Па, би. Ама ти пак би заспа! Па би. Е, па тогаш тебе нема да ти пречи ако јас тебе секоја вечер ти се јавам точно во 2. Што е? Нешто криеш? Ајде кажи, влюбената жена има 600 чуло, кажи! Кажи! Загрижен сум за работата, ева. Ма како можеш да бидеш загрижен за работата, кога ти веќе 4 месеци ништо не работиш? Е, па баш за тоа. Ако ти треба пари, Ти личам на човек што може да земе пари од жена? па не се тоа мои пари? Да мажат ми се. Уште пора. Ма што има тука лошо, па тој ми ги дава мене, јас ги трошам како што сакам. Ти ме правиш среќна, јас ти ги давам тебе, освен тоа па твоите патувања би не раздвојувале. А јас сакам да сме ние заедно. Секогаш заедно. Ти си прекрасна жена, ева. Прекрасна. Се решаваш со неверојатна брзина. Готвиш божествено. Мешаш божествено. Коктели и други работи. Како другарка си прекрасна. Трчам. Трче. Летам. Летај. Љубов моја, летам. Летај. Љубов, опа. Знаеш, навистина ми е непријатно што употребувам фрази од љубовни романчиња, но маж ти мора да е тежок глупак што се откажува твојата љубов. Значи, навистина си среќена? Да. Мило ми е што не сум те разочарала. Ќе видиш, љубов моја, нашиот живот ќе биде чудесен. Само треба да сториш нешто за мене. Се што ги посакаш. Една малечка услуга. Ти рекол се што ги посакаш. Да го убиеш мажот ми. Да го убиеш мажот ми. Зашто што го убија мажот? Па чекай, види, јас не го познам тој човек. Јас не го познам, мислам, глупо е, многу е без везе да убиеш некој човек, па и за не го познаваш. Мислам, те ни е глупо. Колку си ти чесен, милица. Па ти си потполно во право. Прво, ќе го запознаеш. Потоа ќе го убиеш. Потоа тој ќе умре, јас ќе наследам се. Ние ќе се венчаме. И ќе живееме среќно и весело. До крајот на животот. Ева!
прашуваш кој е тој? Сигурно човек наместо... Многу згоден тип. Мажек! Мачо! Мачо! Тој како од бајка. Имам водено сини очи со космичка длабочина. И необично е внимателен кон мене. Во последно време бевме често заедно. Леле, да знаеш што све има издржано поради една жена. Се случува... Ама сега се извлече. Слушаш? Се извлече. Кој? Бруно. Се вика Бруно. А тебе не ти се допаѓа името? Бруно или Круно, мене ми е се едно. Мислиш дека е пристојно да читаш и да не слушаш што говорам? Тебе ти зборувам! Па да, тебе моите пријатели не те интересираат. Кога јас би се дружела со наркомани или криминалци, тебе би ти било седно, нели? Имаш ужасна кравата, Марио, носиш така грозни вратоврски, а јас секогаш ти купував толку убави машни. Ова е една од оние што ти ми купи. Не е можно. Ајде стави некоја друга. Не. Те молам, убаво стави некоја друга. Види, маче. Не викај ме маче, Марио! Јас одамна не сум твое маче. Маче или каче, мене ми е се едно, друга братоврска не става. Ева. Уште едно. Не ме прашуваш каде бев денес? Ти ми кажеш. Имав фантастичен ден. Многу ми е мило. А не ме прашуваш каде бев? За да ти ми кажеш. Не. Па и се гледаш, глупаво е да те прашувам. Потрошив еден куп пари, Марио. Купував глупости. Ајде префрли ми. Ајде кажи дека сум растури и куќа. Ајде префрли ме. Троши колку што сакаш. Ти си невозможен, што и да кажам, велиш дека сум во право. Во право си. Во право, покрај главта што му се заканува на овој свет. Тешка економска ситуација, кризни околности, мене ме потикнуваш да трошам колку што сакам. Тоа е морално, Марио. Јас порано кога ќе купев некој нов фустан, ти тоа го приметуваше сега веќе. Толку ретко се гледаме, што јас немам време за сите тие твои нови фустани. Тоа е затоа што ти мене, Марио, повеќе не ме гледаш. Се враќаш од фабриката и се струполуваш во таа твоја грозна фотелја и читаш. И ајде да читаш нешто интересно и јас да те разберам и јас да се насмеам. Добро, што читаш? Што? Галаксија. Галаксија? Што е тоа галаксија? Звезди на Млечниот пат. Па да. Тебе те интересира Млечниот пат,
случува во твојата куќа, тебе не те интересира! Што? Што се случува во мојата куќа? Се случува дека ова е крај, Марио. Јас не можам веќе. Ти потполно го гушиш мојот живот. Никогаш не сум ти давал повеќе слобода. Ти да ме сакаше, не ќе ми даваше волку слобода. Што сакаш да те држам под клуч? Нашиот живот порано беше животу твое. Се уште е. Тука сме ти и јас. Немаме што да си кажеме еден на друг, Марио. И секогаш имаш што да ми кажеш. Ева! Монстро! Гледаш дека имаш што да ми кажеш. Те грозно! Ова докажува дека нашиот живот е вистински живот у двоje. Знаеш што? Ке се здебелиш гадно. Влегуваш во ресторан, седнуваш, нарачуваш и гнетеш! А што треба да правам во ресторан, да го рецитирам и есенин? Што треба да правам? Ти си одвратен, ти си како животна, ти си постојан гладен, ти мислиш дека курна. Не. Имат стилно, ти немат све што ги се стави чинијата. Оделет! Па надале! И у будуќе се менува начинот на живот, Марио. Вечерва последен пат одиме во ресторан. Од утре се јаде дома. Ако ти се гнете, гнети. И чкурне ме боли да си дебел или слаб. Умри, животињо една! Умри! Марио! Кажи, Ева. Ајде, душо, кажи. Што имаме заедничко ние двајца? Развод. Ја. Па да си најдеш некоја друга, а? Никогаш! Ева. И ти би можела да си најдеш некој друг. Јас со друг маж? Јас со друг маж? Може! Ама ти со друга жена не може! Види, Марио, јас сум премногу солидарна со својот женски пол, за да дозволам да уништиш уште едно нежно женско срце. Ќе останеш со мене до смртта! Кој звони? Кој е друг? Кој е друг пријател, што го покажа дека вечера наследи да ми подолци. Како изгледа? Како изгледа? Одлично. Добро, но ти си нешто блед си денес. Блед! Како можеш да си така блед, мене не ми е јасно. Бруно, сега не можеш да кажеш дека не го познаваш, нели? Мило ми е. Ни мене.
Povedite, sednete. Da. I така. Što će se napijete? Виски. А зашто виски? Зашто виски замисли нешто полесно, порта? Порта може. I jaz će se napijam port. Ти не може, за тебе виски, за Бруно порто, а за мене порто со капка виски. Poveli dušo? Благодарам, душо. Имате прекрасна братоврска душо. Марио. Slušaš, Eva? A? Slušaš? Тој да го вели од пристојност, Марио. Него не може, не смее да му се допаѓа таква дречлива кравата која сигурно потекнува од Кина и на неа на кинески пишува тој што ја носи мора да умре. Ti čuti! Slušaj, Eva, baš ne bi se slušao... Ти ќути! Ти не знаеш кинески! За разлика од тебе, Бруно ги знае сите јазици. Тој е симултан преведувач, меѓу другото знае кинески. Ајде, Бруно, кажи нешто на кинески. Кажи, душо, нешто на кинески овде и веднаш. Ниха! Добар ден е Ниха. Читате Галаксија? Da? Знаете, јас ја обожувам астрологија. Од кога ти ја обожуваш астрологијата? Нели ти сакаш јавање, скијање, пливање, Навистина! Па тоа се спортовите со кои јас се бавам, особено јавањето. Ги обожувам коњите. Да, коњите се толку чувствителни суштества. Да ви кажам, Бруно, што сум имал еден коњ во младоста. Да! Ти, Марио, на место! А него повикав јас Бруно овде вие да си разговарате за коњи. Нели, Бруно? Па кога твојот пријател го интересира јавањето. А што мислите за спортот? За спортот исто мислам. Имам и други хоби. Имам археологијата, например. Која? Што? Која? Што која? Што која? Која цивилизација најмногу ве интересира? Тоа. Етруската. Етруската! Имене! Знаете ли, Бруно, дека етруската цивилизација уште преди доаѓањето на Христо одржувала трговски врски со северот? Да! Бруно? Па јас те повикав тебе овде, ти да го запознаеш мојот маж, да видиш каков е пред да го... Што пред да го? Пред да го стори тоа што мора да го стори. А што мора да стори? Да се ожени. Да, ќе се жени.
човек може да преживее во брачна врска со жена каква што си ти? Погледни, Бруно, погледни, се уште сум жив. Погледни, се уште сум жив. Точно! Ти се уште си жив. Ти! Промисли добро околу тоа, а јас ќе го оставам малку сами. Жена ви е многу оригинална. Да, полна е со темперамент, кога нешто ќе се замисли. Го забележав тоа. Веќе? Да, имам доволно време. Како музикава? Штрапи... Ба? Ба, Не, Јокан. Не, син. Емануел Филип, тој. Марио, морам да ви признам нешто. Да? Морам да ви признам... Да. Имам тешка собраќајна. Ајде! Да, бег во болница. Една жена управуваше. Жена? Жена. Жена. Да ви кажам, јас никогаш не седнувам в кола, кога жена ми вози. Да, потполно сте во право. За мене постојат препреки на патот, а во животот уште помалку. Опа! Но пред да тргнем, инсистирам ти, Марио, да си ја смениш краватата. Ме требаше право од срце требаше. Ме видели како монстру, ме видели. Види, вака на прв поглед неа, баш кај ти цело време го предизвикуваш. Нема да го браниш. Знаеш ли што ми рече пред да дојдеш? Што? Да се разведеме. Одлично решение, Ева, одлично. Еле, Боже, Бруно, колку си ти лош психолог. Секој маж што бил мој, мора до крајот на животот да ми припаѓа само мене. А ако неќе, тогаш мора да умре. Јасно? Што одиме? Одиме? Толку студен човек. Мраз и таков егоист. Добро бе, Бруничко, како можеш да кажеш дека ме сакаш, а во исто време да не го мразиш човекот што така ме мачи, а? Како можеш, одговори ми? Зошто стана? Мораш да лежиш, болен си. Не сум болен, растирен сум. Бруно, настинката мора да се лекува, зашто од настинка може... Бруно! Да. Мене ми се чини дека ти мене не ме сакаш повеќе. Ајде,
Ajde, zaдай mi го и тој последен удар и јас да се фрлам низ прозорец и нека заврши овој мој беден живот. Ева, па те сакам, Ева. Аха. Ама те сакам, сакам навистина, сакам кога сум со тебе, сакам кога ми изборуваш, со сати кога ми изборуваш, сакам. Само навистина понекогаш и те сакам да седиме и да си молчиме. Ако ти е толку убаво со мене, зошто стана? Посакав да дојдам довдека и да видам, да погледам надвор. А што да погледнеш надвор? Небото да го погледам. А што ке ти е тебе небото кога си ти со мене? А? Марио те зарази со таа астрологија! Марио е за цветри! Ева, дојдов довдека малку само да си ги протегнам нозете. Па зошто не ми кажа, бе, Бруничко, душичко? Па заедно ќе си ги протегнеме. Реши? Што? Па тоа како да се ослободиме од оној Марио. Или може би откажуваш со работка? Не, Ева, само види, јас сум мирен човек. И јас исто така, јас сум многу мирен човек, ама за жал, убивањето е машка работа. Прв што бил Каин, а не била Ева, за жал. А ти го сакаш тој злостор, Ева? Да, јас го сакам, ама не можам да го извршам сам. Ете затоа ти донесов крими романчиња да си ги прочиташ. Гледај вамо. Би можеле да фингираме самоубиство. Да му ги пресечеме жилите додека тој спие. Не можам. Не можеш! Не можам да гледам крв! Ама те не треба да гледаш! Слушај вамо, ќе го ставиме некое средство за спиење, потоа во раката ќе го ставиме нож, со кој што ти вака жмирејќи ќе му ги пресечеш вените, на ножот ќе останат негови отисоци и тој ќе умре! Никогаш нема да останам тоа, никогаш! А да го стрмо пиздиме! Што? Да го стрмо пиздиме! Как? Па вака гледај, го доведуваме на работа од некоја песна. Ајде, Марио, душо, Ева да те слика. Ајде понатаму. И опа, ти го путкаш доле, така! Не можам, Ева, не можам, мислам, имам вртоглавица. Јас кога тој би рипнал доле во бездната со викање и јас по него изваѓам. Лигуш! Имам решение, Ева! Имам решение, одлично решение, Ева! Имам, Ева, слушам. Ева, вака, ти Јас. го земаш автомобил. Ага. Го ставаш покрај себе. Не може. Ние од седоа возачката заборави. Баш мора да го убиеме. Друго решение нема. За месец дена кај да е тој мора да умре. Ау, зашто баш за месец? Затоа што е нова година, Бруничко, душичко. А јас новата година сакам да ја дочекам со тебе. Знаеш, Бруничко, душичко, јас на нова година сум ти како едно девојченце што сака да се препушти на мускулестите раце на саканиот маж. Леле, колку баба мирисаш. Твојата колонка, Ти се допаѓа, а? Тоа е оно вистинското. Тврда, машка, смрдлива. Дојди вамо. Имаш прекрасни гради, Ева. И ти. Змија да му ставиме во креветот. За змија. Ева, Може и две. Ева,
види, и во најинтимните моменти не можеш да се откажеш од таа мисла, змијке сме знаеш. Бруно, Да. овој проблем мора најпосле да се реши. Друг маж, одлучен, полн со страст, каков што би требало да изгледа вистински љубовник, одамна би му забрцал нож во срцето, со многу крв, со многу вртоглавици, со многу насилие. Ева, види, јас сум против секако насилие, Ева. А што ти мислиш дека јас не сум? Ти знаеш дека јас учествував на сите мировни манифестации? Дури еднаш кога гризнав еден полицаец за стомак, ама среќа имаше некој куче па полицаец. Види, а што мислиш да му ставиме таблети за спие? Не! Никако! Никако мојот маж не сме да умре така банално како некоја пропадната старлета. Па не тој било кој, тој треба да умре! Мачки! Ама добро, прво сакаш да му ги стечеш жилите. Слушај ме добро. Или ќе го убиеме на цивилизиран начин, или да се откажем. Да се откажем. Не може. Ја го одворих така повеќе фигуративно. Ајде, душичко, бруничко, легни си сега си ти болен да оздравиш. Ајде, легни. Ајде, легнувај! Легнувај го зов! Легнувај! Легнувај, душичко, бруничко, да оздравиш побрзо, да ми губиеш мажот и после ќе се живееме многу убаво. Ајде. Мора, чекај, доста. После ќе имаме време за туруру-муруру. Време мажот да ми губиеш и да лаква ти да си заспал, ајде. Ева. Да, Душо? Види, ништо. Кажи, маче. Не, мислам, макар ова нема врска ова, ова е глупост, чисто што ќе кажам. Еве ти ја пижамата. Да, благодарам. Ова, само, мислам, Да? случајно. Што? Ова кога, тоа боженски дека биде, нели? Кога ти, например, би приметила дека јас повеќе не те сакам, што би направила? Би ти пукала право во уста и со истиот би се убила себе си. Да. Со... Без. Прекрасен концерт, нели? Да, ме било хубаво. Тоа па... Бруно, Да? морам да ви признам дека многу бев изненаден. Зошто? Кога ве видов на концертот покрај мене. А тоа... Случајно без лоши намери. Бруно! Да? Ајде да преминеме на ти. Зашто на мене, Ева... Ева отиде. Отиде. Како ти? Отиде рано на спиење и однесе со себе цел куп крими романчиња. Чудно, порано никогаш не ги читала, а сега само нив ги чита. А ти? Што е? Гледам дека и ти имаш цела полица крими романчиња. Зошто ги читаш? Не ги читам. Кој ги купува? Една пријателка. Зошто? Луда е по тој жанр. Мајле су приличе како насилие? И долго време не си ја видел Ева. Неколку ден. Што е тоа меѓу вас?
Нищо. Ако има нещо меѓу вас, ти мене можеш слободно да ми кажеш. Ева си има свой живот. И аз имам свой! Ау, имаш приятелка, а? По моето искуство со Ева, друга жена не ми паѓа на памет. Беше толкова страшно? Не! Ева е невероятна жена. Полна со ело, прибрзана, но оној ден, кога страста, што ја чувствува спрема неа малку спласна, сватив дека нејзиниот начин на љубов потполно ја гуши мојата личност. Ева тоа го примети и се навреди. Таа комплетно се предава на мажот. Но истото тоа Бруно го бара и за себе, а бидејќи јас не можем да одговорам на незините потреби, тоа за неја беше вистинска трагедија, Бруно! Марио! Трагедија! Ние мажите, како да речам, сме некако поедноставни. Ако се разочараш во љубовта, ќе отидеш на концерт, ќе се нашукаш, ќе мрднеш лево-десно. Секој од нас доживеал по некоја таква драма, а фала Богу, живи сме. Жената, штом ќе доживее сентиментално разочарување, веднаш си наоѓа љубовник. И ти мислиш дека дошли јас? Би ти препорачал да не си. Добро. Ева е спремна да најде било кој само за да зборува лошо за мене. Замисли да ја чувствуваш постојано. Постојано покрај себе како младенците од чуениот етурски саркофаг. И тоа почнуваше наутро. Наутро, кога ми го триеше грбот и продолжуваше село средното утро и пак со грбот! Одеше со мене по фабриката, ми ги прислушкуваше телефонските разговори, беше насекаде. Навечер спиеше залепана до мене. И ноќе кога ќе се разбудеше, стани Марио, што е? А имам гатна навика да се буди ноќе! Момо! Откај знаеш? Случајно ми кажа пред некој ден. Да се буди ноќе во 2, за да изборувам за мојата љубов. Таа водеше сметка за секој детал од мојот живот. Ми одбираше кошули, братоварски, колонски води, чорапи! Ете јас, например, сакам да си носам кратки и бели чорапи. Таа сака повеќе долги и нови. Откај знаеш? Случај. 7 години. 7 години ги носам овие долги и еднобојни чорапи. Ебе јас понекогаш чувствувам потреба за тишина. А Ева постојано меле. И ако веднаш не одговорам на нејзиното прашање, Зашто не ми зборуваш? Зашто не ми кажеш што мислиш, душичко? Што чувствуваш сега? а јас не можам да ја објаснам дека понекогаш добивам потреба да придам до прозорецот, да го отворам, да видам што има надвор, да го видам небото. Небото, Мари. Небото. Големата мечка. Малата мечка. Лирата. Андромеда. Млечниот пат. Млечниот пат. Еде. То гледаш? Еде.
Защо не ми зборуваш? Защо не ми кажеш, що мислиш, душичко? Що чувствуваш сега? Що чувствувам сега? Нищо. Страдаш. Знам дека страдаш. Ке видиш, љубовче мој, каков ќе биде нашиот живот. Ке бидеме заедно, постојано заедно. Да, како младенците во чувениот етерурски саркофаг. Баш така, баш така. И секој утро ќе ти го триам грбот. Да до следното утро кога пак ќе ми го триеш грбот. Баш така. Баш така. И ќе ти најдам некоја работа која што ќе ми овозможува да бидам постојано покрај тебе. И ти не ќе мора за ништо да се грижиш и целата твоја енергија ќе ја чуваш само за мене. Што мислиш за петок? За петок ништо. Во петок да го убиеш мажот. Ева, петок тоа е прекутре. Знам дека е петок прекутре, ама тоа е и за негово добро. Чие добро? Па на Марио! Кутриот му и тој знаеш дека тој почна да си прави планови каде ќе оди на зимување? Јас мислам дека што одлучивме дека тој треба да умре, порано е да умре што порано и готово. А зашто не го оставиме човекот да си отиде фино на зимување и да одложиме се за неговото враќање? Да, тој кога ќе се врати од зимување, Марио ќе почне да прави планови за летување. Јас мислам дека треба да умре веднаш расположен со насмевка на устите. Ева, ме плашиш, ева. Ама нема да се плашите, молам, Сетиван. Сетиван ќе биде совршен злостор, се сум испланирала, гледај. Гледај ме вамо. Гледаш? Да. Сигурно гледаш? 100% гледам. Така. Марио се враќа од фабриката во 18 часот и 5 минути. Марио влегува да се капе во 18 часот и 15 минути. Ние ќе одиме да се напиеме нешто околу 18 часот и 45 минути. Штом ќе ти го сврти грбот, околу 18 часот и 56 минути, ти го треснуваш по глава. Јас? Да, со врекичка песок, лесничко вака. Песокот не остава траги. И тоа е се! Тоа е се. Мислам, тоа е се што се однесува до насилие. Потоа, гледаш? Да. Во правецот на стрелката го одвлечкуваме во бањата, го ставаме на подот покрај кадета, пуштаме вода, вклучуваме радио и тој ќе умре! Ке умре. Епа секој на овој свет мора да умре, нели? Дозволуваш да повторам? Крајно време беше. Значи вака. Прво удар по главата со врекичка песок. Да. Не остава траги. Точно. Потоа го одвлечкуваме до бањата. Покрај кадата на пот. Точно. Пуштаме вода, вклучуваме радио. Точно. И тој умира. Точно. Па кажи ми барем како ќе умре. Па ќе престане да дише, бе! Срцето вика нема да му чука! Ау, од лесничок удар по главата и од музика гласна. Боже, колку сум глупава! Заборавив да ти кажам! Ке му пуштиме плин! Ти се допаѓа со плин! Нели ова со плин најдобро! Оваа варијанта со плин е одлична! Ева, не сум баш сигурен дека ми се допаѓа се тоа. Молам? Епа, Бруно, сега е доста. Не сакаш да го прободеш. Задавиш, отруваш, не ќеш да пукаш во него, не ќеш да му ги пресечеш жилите, не ќеш да го турнеш од вод, не ќеш да му ставиш змија во креветот, не ќеш да го запалиш, задавиш, дигнеш во воздухе, па ќе сакаш баре малце да го треснеш во главата. Доста! За последен пат гледај ме вамо. Гледај ме вамо. Откако
однесеме во вањата и ќе го ставиме на подот покрај кадата. Јас и ти ќе одиме да се напиеме нешто. Тој за тоа време ќе умре. Проаѓа известно време и јас гледам дека тој не се враќа. Одам до бањата и што ќе видам? Леле, вода тече под вратата! Прво ќе бриснам. Па ќе се несвестам. Ти! За тоа време ќе повикаш полиција. Ќе дојдат и луѓе, и доктор, кој ќе констатира смрт и готово! Потоа, ќе го положиме на удар во неговата соба. Ќе запалиме еден куп свеќи. А толку многу свеќи јас. Ме следиш? Да. А толку многу свеќи јас. Ќе добијам мигрена и ќе имам вистински измачен изглед на лицето. И сите луѓе што ќе дојдат да ми изразат сочувство, ќе го приметат тоа. Гледаш колку едноставно. Треба само малку добра волја и готово. Да само... Немој да се извлекуваш! Немој! Вежбај и тренирај! Закутре! Во петок! Во 6! Кога ќе се врати од фабриката! Јасно! Во петок, во 6, кога ќе се вратиш од фабрика. Мислиш дека нема друго решение? Жал ми е, јас не гледам. Јас повеќе жалам. Потполно те разбирам. Значи, прво удар по главата. Да, со врекичка песок не остава трај. Потоа во бањата. Покрај кадата на пот. А радиото свири. Да, и музика, и ова подава тече. Се надевам дека во тој момент има нешто добро на радиото. Ќе сторам се што е во моја мот. Многу ти благодарам. Многу си великодушен. Што да се прави? Тоа е тоа. Ти ја познаваш Ева подобро од мене. Да, кога нешто ќе си замисли, никој не може да ја сопре. Во секој случај едва ли се обра сила, ти го кажам ово. Ти благодарам за искреност. Пријателите треба да си помагат, не? Епа, сега кога е решено, Треба да се оди до крај. да се оди. Не ми се утиш? Не, ни најмалку. Предпоставуваше за Ева и за мене. Уште од првиот момент само ти одречуваше. Ми беше срам да ти признам. Беше тоа голема жена. И убава, И млада стига, млада. си отиде. Отиде во пол сјај, отиде. Точно, во пол сјај. Да ти кажам право, некако жал ми е.
И мене. Беше тоа жена. Како ми што? Дека во петокот на радиото не беше петот. Не беше деветата, триумфалната.